Добар ден на сите. Сакам пред се да го честитам самиот роден ден на Македонско географско друштво, да ви посакам пријатен настан и да добиете што е можно поголеми со, сознанија и некои нови поратоци. Сама сум професорка Биљана, одлично ме најави, јас сум постдипломист на Институтот за географија и во оваа презентација ја изработувавме заедно со неа. Денешната тема се однесува на извори на социоекономски поратоци и како тие да се применат во самата настава. Во текот на оваа презентација ќе се потсетиме на самото значење за поратоците, ќе научиме некои нови поими и секако, како што кажа и професорката, ќе разгледаме некои страници на интернет кои што нудат некои такви содржини. Воедно се поделени на 3 нивоа. Има поратоци за целиот свет, има поратоци на континентално ниво и секако поратоци на национално ниво за Македонија. Поделени се вака бидејќи се водевме во однос на оно што го учат самите ученици и знаеме дека на таа основа се однесува нивната содржина и нивната настава која што ја учат. Да започнеме со најосновниот дел, да се потсетиме на самото значење за поратоците. Поратоците нудат, самиот фундамент на секоја наука и нудат некои квантитативни и квалитативни белези. Воедно тие ни помагаат за соодветно планирање, организирање, менаџирање со самите ресурси и со нив добиваме некоја посоодветна слика за било кој домен од самата наука. Воедно ќе се запознаеме со еден нов поим кој што е метаподатоци, односно доаѓа од англискиот термин метадата. И тоа во наједноставен облик значи поратоци за самите поратоци, односно со овој поим се дава објаснување на основа на тоа од каде се добиени самите поратоци. Тоа е воено многу битно кога се опфаќа некоја ваква тема, секогаш е неопходно да се знае од каде се добиваат самите поратоци. Воено во денешната доба на технологија и на дигитализација многу е лесно да имаме пристап до се. Воено еден клик не дели од целото напознавање. И за таа цел, да се надоврзаме на она што кажа пред малку, многу е битно да знаеме да ги издвоиме кои поратоци нас ни се од полза и кои поратоци да ги дисквалификуваме, односно да не ги употребиме. Воедно, кога се опфаќаат самите социоекономски поратоци, некои од тие науки, многу е битно да се има во предвид дека станува заврзан на комплексна област која што е многу подлежна на некои општествени, социјални, политички и во некои инстанции и географски промени кои што се случуваат и тие влијаат на самите науки, а со тоа и на самите поратоци. И неопходно е да имаме поратоци кои што се со понов датум, иако често и оние поратоци кои што некогаш биле за некој временски период во потомнешните години и тие може да служат, но најмногу во делот на некоја ретроспектива или пак да се види самата напредок или уназадување. Ќе опфатиме неколку страници на интернет кои што имаат некои заеднички белези. Моментално ќе се посветиме на она што е заедничко за нив. Конкретно станува збор за некои официјални и кредибилни организации и институции кои што обезбедуваат такви податоци. Воедно, тие се многу често ажурирани, некои од нив дури и на месечно ниво, некои на годишно ниво и така натаму. Имавме во предвид воедно да користиме некои страници кои што ќе бидат лесни и за самите ученици и за самите наставници и професори. Воедно ги имавме во предвид сите опфатени страни во овој случај и секако еден од побитните моменти да се бесплатни за користење, со тоа што некои од нив налагаат тие соодветно да се цитираат при нивно користење. Воедно, пред да започнем, сакам да напоменам дека оние кои што се однесуваат на светско ниво, па и на континентално ниво, односно за Европа, сите се на англиски јазик и нема можност за прекажување на македонски јазик, но сметам дека посебно младите генерации се многу блиску до самиот јазик и во некои инстанции дури повеќе го владеат во однос на македонскиот јазик и не сметам дека би имало некој проблем во контекст на тоа. Единствено можно е како некој недостаток да се јави соодветната терминологија која што би се користела, но за таа цел постојат и сами објаснувања од самите страни кои што ги опфатиме за самите поими. Сега ќе започнеме со првата и прва на листата е ЦИА.
ЦИА всушност е акроним кој што означува Central Intelligence Agency, односно Централна агенција за интелигенција. Ново понатамошното му излагање ќе користам самиот акроним на англискиот јазик, бидејќи тоа е општо преведен и мислам дека би бил поблиску до вас и до самите ученици. Конкретно станува збор за една организација која што има повеќе можности се нудат на самата страна. Оној дел кој што ќе го опфатиме ние е делот на книга со светски факти, односно The World Fact Book на англиски. Многу е едноставно концепирана, има многу јасна и лесна содржина и интерфейс. Воедно се обезбедуваат поратоци за население, за општествено вредување, за економија, за земјоделие и така натаму. Има доста можности и воедно не напоменав дека ЦИА има седиште во САД и на таа основа ги има само оние земји или пак региони и слично кои што се признаени од самата држава. Воедно, тие се доста скромни во објавување на тоа од каде ги добиваат самите поратоци и како избори наведуваат две, односно ги наведуваат самите институции во САД и исто така напоменуваат дека се добиваат самите поратоци од други објавени извори кои што и не е баш во целост многу детално објаснување, посебно за нека ваква опсежна тема, но е супер кога се однесува за ученици, бидејќи е доста едноставна. Лесна. Воедно, освен поратоци, освен некои статистички поратоци, се обезбедуваат има пристап до карти, до слики, до знамења и до некои други поедноставни факти. Она што е одлично кај оваа страна е тоа што многу често се надополнуваат самите поратоци. Сега моментално ќе покажам самата страна, односно ЦИА. Моментално го гледате самата основна страна на ЦИА и има повеќе поделби, од кои што нас конкретно ни е значаен делот на книгата со светски факти, односно The World Fact. Продиме да пристапиме кон самиот дел и тука моментално гледаме дека ни се појавува токму таа книга со светски факти и гледаме всушност што се има. Кога би ги истражувале самите држави, најсоодветно би било да одиме во делот на Explore Countries, односно да ги истражуваме самите држави кои што ги има. Не се однесува само на држави, исто така можат да се истражуваат и континенти или пак некои други организации како ЕУ, исто така има и за океани поратоци и слично. Воедно сакам да напоменам дека за сите страни кои што ќе бидат опфатени денес, ќе се разгледува само еден индикатор, односно ќе се посветиме само на една тема, бидејќи сепак ова е една многу опсежна област и не можеме да се посветиме на се. За секоја страна е одбран посебен индикатор кој што представува некој сасебен феномен, но самиот начин е за било кој индикатор е еднаков кај сите, единствено што е различно е самата област. Моментално за делот на ЦИА ќе опфатиме конкретно ќе ги опфатиме Филипините. Воедно во македонскиот фонетски јазик Филипини се пишува со Ф, додека на англиски Филипини е со П. Моментално се вклучуваат сите држави кои што се на П и одиме во делот на Филипини. Воедно тука гледаме што се совозможува, ќе гледаме самите слики, ова конкретно е некоја сателитска слика. За Филипините гледаме колку вкупно слики има, гледаме некои дополнителни сознанија во однос на самата локација, на сами карти, некои дополнителни податоци, знамето и слично, и воедно овие податоци можат да се симнуваат. Малку подолу се наоѓа самата содржина, конкретно, иако моментално разгледуваме Филипините, исто е за сите, и има гледаме колку детална табела, односно содржина. И таа се однесува за било што има лични поратоци, но конкретно сакам да се посветам на еден момент кој што сметам дека е неопходно баш во самиот зборување да се нагласи. Конкретно ќе го опфатиме делот за вкупно население во самите Филипини и гледаме самата вредност. Овој податок кој што се однесува тука за вкупното население се однесува за состојба во месец јули во 2021 година, но тука гледаме една кратенка, тоа е всушност ЕСТ, кој што се однесува на самиот збор estimation или estimate, што значи всушност проценка.
Односно видуваме дека овој податок конкретно не се однесува на точен податок од добиен од некој попис или слично, туку се однесува на проценка на основа на некои нивни методи. Воедно во делот на population, ова што е црната, доколку тоа го селектираме, ќе се даде некое соодветно објаснување и ќе се овозможи поазвучење да се прикажат сите држави во светот со соодветното објаснување конкретно за она што моментално преследуваме, што во овој случај е самото население. И гледаме самите податоци моментално. Воедно се овозможува и компарација со останатите држави во светот, тоа е со полето кое што е во прилог, односно веднаш од самиот тој податок. Ги гледаме тука самите споредби, односно според оваа страна, Кина се јавува дека има најголем број на население, потоа Индија, САД и така натаму. И ги имаме сите податоци, воедно може да се постават и сами филтри, да се прикажува само Источна Азија или пак Југоисточна Азија, да конкретно бележатме за Југоисточна Азија и гледаме кои се тие држави и како се гледаме дека повторно Кина, па Индонезија, Јапонија и така натаму. Има многу што да понуди оваа страна и воедно е доста лесна. Исто така се добезбедуваат податоци дополнителни, како што напоменав. Има многу нешта и сметам дека е одлична за употреба во наставата, особено кога се опфаќаат, кога се изучуваат самите држави или слично. Одиме понатаму на нашата презентација. Со следната страна, односно тоа е Светска банка, односно World Bank. Воедно ќе видите тука дека на самата основа се поставени самите линкови на кои што вие можете да пристапувате до самите страници. Ги ставивме двака за вие да имате полесен пристап. Воедно Светска банка се состои од 5 организации и има две главни цели. Една од тие главни цели е да нема повеќе сиромаштија и другата е да се овозможи некаков развој. Воедно податоци се добиваат од статистичките институции, кои што за Македонија знаеме дека е ДЗС, односно Државен завод за статистика, и има податоци за 189 држави. Воедно во нивната база на податоци се јавуваат податоци за земјоделие, за индустрија, за економија, за образование, имаат многу детална табела која што ќе видиме за момент. Воедно самите податоци можат да се наблюдуваат, односно да се испитуваат на основа на секоја држава, а воедно и по некој индикатор. Моментално ќе представиме самата Светска банка. Вака изгледа основната вебната страна на Светска банка. За да пристапиме во делот на податоци, треба да се придвижиме надолу во делот на дата. Воедно дата значи податок или податоци. Одиме за да видиме повеќе податоци, како што кажав, можат да се испитуваат на основа на држава или пак на индикатор. Моментално ќе ги видиме двете за да видиме што се нуди, да направиме некоја споредба во однос на претходниот и слично. Во делот на држави ќе испитаме нешто од американскиот континент, односно Мексико. Одиме во делот на буквата М, ги испираме нашата држава, одиме на Мексико и гледаме какви се податоци се нудат. Конкретно во овој случај има податоци за бруто домашен производ и гледаме самата временска серија за кога се обезбедуваат. Има од 1960 и последниот податок е за 2019 година. Воедно тука и самото вкупно население, исто така од 1960 до 2019 и ги гледаме самите визуални представувања на овие податоци. Воедно во делот на details се обезбедуваат некои дополнителни информации, доколку сакате нешто плюс да видите. Исто така има и некои дополнувања, иако голем дел од овие страни не опфаќаат само социоекономски податоци, има доста и за животна средина, има доста климатолошки или пак за глобално затоплување и слично. Конкретно ќе ги опфатиме само социоекономските, иако имаат многу поголеми можности. Во однос на претходното кое што видовме, односно на ЦИА, можеме да видиме дека станува збор за некој поскромно представување кое што не има толку податоци, конкретно за секоја држава. Она што е добро тука е тоа што има обемна база на податоци,
како што гледаме сега, има многу полиња и се обезбедуваат доста информации, но конкретно за оваа страна ќе го фатиме делот за енергија, ќе видиме нешто од самата енергија, само вака да ги поминам поголемиот дел за да видите за што се станува збор. Воедно повторно ќе напоменам дека принципот за сите табели е ист, односно за сето што сакате да видите, ние ќе разгледаме само еден. Падиме во делот на алтернативна и нуклеарна енергија како односно нивното учество во вкупното производство, кое што моментално е доста актуелно со оглед на самата економска криза и некоја амбиција да целиме кон обновлив, односно кон одржлив начин на живот и гледаме тука повторно временска серија на представување. Тука може да се подесуваат самите години, односно да одбереме од кога до кога сакаме да ни се покажат потоците и сега е подесено односно да се покажуваат за овој век, односно од 2000 до 2015 година. И гледаме какво е самото учество. Веднаш под него се јавуваат повторно сите држави, но во овој случај се по азбучен ред наместени. Воедно овој дел се однесува за ја представува самата година, додека пак во најдесниот дел е делот на самите вредности. Овде што овие линивчиња покажуваат самото учество, односно да имаме предвид дали се зголемува или пак се намалува. Доколку сакаме да видиме која всушност држава има најголемо процентално учество на алтернативна или на нуклеарна енергија, одиме во делот на most recent value и сега е моментално се подесени од најмало кон најголемо. Но ние сакаме да видиме од најголемо кон најмало. Гледаме тука дека Франција се истакнува најмногу, што не ни изненадува, бидејќи е една од државите која што се истакнува особено во нуклеарната енергија, иако во последно целот кон други извори на енергија доста се познати за тоа. И гледаме тука самите држави, гледаме дека доста се истакнуваат европските. Исто така се овозможува и друг вид на приказ. Овај во конкретниот случај се овозможува некој табеларно представување, односно графичко представување, гледаме самите процентуално учество кое што можеме да анализираме како било низ годините. Тука не знам дали се забележуваат, има и некако слаби линии кои што имаат некои соодветни индикации. Исто така има и картографски приказ кој што има некои одредени аномалии, да кажам. Сега ќе одиме за 2015 година, кога се забележува дека за голем дел од самите држави нема поратоци. Додека пак кога ќе одиме на европскиот континент, гледаме дека има такви поратоци. Доколку одиме во 2010 година, гледаме дека за повеќе држави има поратоци кои што се обезбедуваат, но оно што е негативно и кое што во одредена мера и смета визуелно е тоа што самата градација е со сини нуанси, кој што пак многу соодветствува со самата боја на хидролошките објекти во случај на океанот. Односно, многу е мала разликата помеѓу нуансата со која што бележа на Русија и самата нуанса на океанот. Односно, нема некоја дистинкција која што се забележува. Така да, овој вид на представување конкретно на оваа страна би препорачала да го земате со резерва, односно да го имате овој податок во предвид. Исто така може да се анализираат низ различните години, почнувајќи од 1960 година. Одиме понатаму на следната презентација и веќе навлегуваме во делот на оние организации кои што имаат некоја конкретна намена. Конкретно ФАО, односно Организацијата за храна и за агрокултура, повторно ќе користам англискиот акроним ФАО, и оваа организација обезбедува поратоци за храна и за агрокултура и исто така има мисија да се стави крај на борбата против гладот. Односно да се овозможи некој напредок во тој поглед. Има 124 држави членки, работи во над 130 држави. Се обезбедуваат поратоци логично во доменот на самото агрокултура, односно површина и производство на земјоделски култури, шумарство, инвестиции, население и слично.
А исто така може да се разгледуваат самите поратоци по држава и по индикатор и единствено што е поразлично која организација е начинот на кој што се добиваат самите поратоци. Воено ФАО користи прашалници за добивање на нивни поратоци, со тоа што секоја држава која што е членка е должна да ги пополни тие поратоци, односно тие прашалници кои што се доста обемни и кои што се доста детални и воено имаат официјално објавено на нивната страна. А воено како надлежни за спроведување на, односно за пополнување на тие прашалници и се некои организации кои што функционираат на континентално ниво, конкретно за Европскиот континент има две. Една од нив е и Евростат, која што ќе видиме малку подоцна во текот на презентација. Еве од моментално основната страна на ФАО, односно на ФАО Стат. Тука го гледаме самото лого и тука има еден латински надпис, кој што не знам дали се гледа, али пишува Fiat Panis и тоа всушност во слободен превод би значело да има леп, односно се алудира на самиот пакт, дека главната мисија на оваа организација е борба против гладот. Бидејќи конкретно нас не интересираат од каде да се добијат поратоци, а да има во делот на Explore Data, односно да истражуваме самите поратоци. И гледаме тука самите детални табели, но за да имаме посоодветна представа, ќе одиме во овај десен дел, тука, и гледаме под секоја табела, кои всушност под табели ги има, односно соодветни представувања. Ги гледаме зашто се совозможува. Конкретно ќе опфатиме на површина, односно искористеност на самото земјиште, кој што е во делот на земјиште и на одржливост. Воено тука има некои табели кои што треба соодветно да се пополнат за да се добијат точните поратоци, односно оние поратоци кои што се наш интерес. Гледаме тука кои се самите представувања и воено, иако постои можност да се селектираат сите во сите табели, ова ќе резултира со огромни табели кои што не би имале самата функција да би се употребиле во самата настава и би биле многу сложени. За тоа основа треба многу логично да се избират, односно внимателно да се селектираат. Конкретно, за да го представиме оно што сакаме да го видиме, ќе го одбериме делот на површина, ќе одбериме година. Ето нека би последниот достапен пораток, односно 2019 година и ќе избереме некои држави. Конкретно ќе избереме Албанија, ќе одбереме некои европски држави кои што тука ќе ни се појават. Ето ја Босна и Херцеговина, ќе патиме Бугарија и доста се зова и прикажа да имаме увид за тоа што станува збор. Конкретно ќе се упатам во делот на шумска површина, за да можеме да добиеме соодветна представа. Одиме подолу во делот на прикажување на поратоците или пак на симнување на самите поратоци, бидејќи јас не сакам да ги симнам моментално поратоците, ќе одам на прикажување, односно на show data. И тука се покажува се што имам одбрано конкретно во овој контекст. Гледаме самите држави, гледаме за кој елемент станува збор, конкретно самата година, исто и тука се покажани самите вредности, а колоната лево од неја покажува дека се насува на 1000 хектар. Во овој последниот дел се покажуваат на која основа се добиени самите поратоци. Гледаме дека за Бугарија овие поратоци се добиени според самите прашалници, а гледаме дека за Албанија и за Босна и Херцеговина се употребува мануелна проценка за оваа вредност. Исто како и претходната, има можност за визуелен приказ во делот на Visualize Data. Исто така има метапоратоци кои што даваат некои дополнителни објаснувања. Конкретно ќе одиме во делот за визуализација, односно да видиме што се нуди тука. Воедно сега ќе се представи на светско ниво и
оние поясувања кои што ги направивме во делот за засемнување на протоците, не се толку апликативни сите, бидејќи повторно не враќа назад, единствено само годината останува, бидејќи тука е одбран еден голем временски период, па тука ни окажува дека станува спор за непростачна временост. Ајде конкретно да го представиме, тука гледаме дека ни укажува дека самата легенда не може да се отвори, што автоматски, доколку немаме соодветна легенда, ние не би можеле да знаеме која боја, зашто се однесува или пак кои се самите гранични вредности и слично. Конкретно ова што е моментално тука представено се однесува за површина под агрокултурно земјиште во тој контекст и подолу се однесуваат на некои други видови на представувања кои што се далеку посоодветни во однос на картографскиот приказ. Тука истото има од 1961 година до последната 2019. И гледаме како се однесува, како се движела самата вредност. Гледаме колку е процентално учество за секој континент, гледаме дека Азија има најголеми површини, но тука пак и се однесува на секоја држава посебно. Имаме и таков приказ. Одиме понатаму на следната организација, и тоа е ИОМ, кој што е повторно акроним за Интернационална организација за миграција. ИОМ воедно во доменот на миграцијата е водечка организација која што обезбедува доста детални поратоци, а воедно имаат многу добра визуализација. Воедно во однос на останатите кои што ги опфативме, сметам дека ова е една од попредизвикувачките, посебно за некои кои што не е запознаен со ова страна и со ова содржина. Воедно има 174 земји членки, имаат и 9 наблюдувачки земји, воедно имаат представништва во над 100 земји. Една од тие земји е и Македонија, имаат представништво во Скопје. Воедно податоците се добиваат од некои други официјални институции, конкретно за Европа се добиваат од Евростат. Од оние податоци кои што ги возможуваат се податоци за имиграција, присилна имиграција, интеграција, исто така имате некои дополнителни, како трговија на луѓе и слично. Еве е самата официјална страна на ИОМ, односно на Интернационалната организација за миграција. Во делот на поратоци на истражување, односно data and research, не упатува кон она што нас не е потребно, односно извор на податоци, иако оваа страна повеќе се фокусира на самата визуализација во однос на самото представување на некои статистички податоци. Тука конкретно ќе фатиме два моменти, иако овој дел се однесува за самото истражување, а овој дел за самите податоци. Ќе започнеме со самите податоци. И гледаме тука повеќе паралби. Ова конкретно се однесува за трговија со луѓе, ова за исчезнати мигранти, но соодветни представи има во делот на порталот за миграцијски податоци. Еве го тој портал за миграцијски податоци и ја гледаме самата основа и што се нуди самата страна. Одиме повторно во делот на податоци. И доколку би сакале да видиме представување на државно ниво, одиме во делот по држава, односно by country, кој што е. Тука се вчитува самата страна, која што уште одма можеме да забележиме дека во однос на минатите, две кои што ја следавме, има многу подобра визуализација и картографско представување, бидејќи има соодветна легенда, и за секоја држава се обезбедува некој пораток. Во делот на индикатор може да се подесуваат различните полини кои што можат да се опфаќаат, бидејќи има многу што се однесуваат за повеќе нешта и воедно не сите се однесуваат за светско ниво, некои се однесуваат само на континентално ниво. Конкретно ќе го опфатиме делот кој што се однесува на женското население во вкупното миграцијско учество. Делот на женските мигранти и ова е со представување, односно процентално представување. Во делот на година можеме да успореме нашиот временски период, а те конкретно во 1990 година, и ќе ги видиме некои од африканските држави. Те конкретно ќе уклучам Јужна Африка и можеме да видиме всушност
самите промени кои се случувале на годишно ниво. Временскиот интервал е на 5 години. Не гледаме каква била ситуацијата во 1990 година, 1995-та, така натаму. Има одредени промени кои што се случуваат. Това е една од можностите конкретно за овај слайд. Така да, освен тоа, можат да се представуваат било кои други држави во светот. Воено за мене е доста интересно, тоа е што процентуалното учество на женското население е над 50%, односно 58%, во некои години е и над 60, односно околу 60, односно една вредност има за Македонија. Добро. Конкретно за Македонија е селектирано, иако може и да се опфати било кој момент. Навиме понатаму. Евростат. Веќе стигнуваме до делот на изворно пратоци за континентално ниво, односно за Европа. Евростат е организација исто како истата сега што ги видовме, воено оние добиваат пратоци многу другите организации кои што ги поминавме и една од најдеталните представувања кои што нуди големи бази на пратоци и одлична е и едноставна за користење. Воено, тука не се собираат самите пратоци, туку сите статистички институции во државите ги собираат самите пратоци, ги верифицираат и ги испраќаат до Евростат. Воено, дел од нивната база на пратоци се состои од пратоци за население, за енергија, за земјоделие, за трговија, за туризам и така натаму. Има доста детално представување. Еве ја самата страна на Евростат и секако во делот на пратоци, односно на бази на пратоци, data и database на англиски, не носи до самите овемни бази. Тоа вака од прв поглед изгледа дека е многу детална самата табела, но всушност зад сите овие папки, кои што се има многу подетална табела во позадина. Конкретно ќе опфатиме самиот транспорт, односно ќе ги видиме самите патишта како дел од економската географија. Одиме во делот на tables by themes и гледаме тука дека овде се однесуваат на прилично истите вредности кои што се, но конкретно ќе го патиме овој дел, иако од првика се истите работи со тоа што во првиот дел има некоја табела плюс, односно некои паратоци плюс кои што се возможуваат, не паратоци, туку некој индикатор повеќе има. Одиме во делот на патен транспорт и тука гледаме кои се самите можности за кои што се возбудуваат пратоци, конкретно во овој дел. Има вкупна должина на автопатите, има суровини кои се транспортирани по самите патишта и ова се однесува на самите смртни случаи и видот на самите патишта. Конкретно одиме за должина на самите автопати. Да видиме што се нуди оваа страна. Гледаме тука самите представувања за сите европски држави, гледаме уште одма дека има подолг временски период од 2008 година до 2019 година. Исто така може да се забележи дека не за секоја година, за секоја држава има проток. Конкретно ќе разгледаме 2016 година како една од годините која што поголем дел од самите држави возбудуваат пратоци. Иако за 2019 самите пратоци се по-оскудни во однос на другите години. Доколку би сакале да направиме некоја разграничување, односно да ги представиме од најмало кон најголемо, со еден клик на самата година тоа се возможува. И гледаме всушност за кои земји нема пратоци, за кои земји самата вредност е нула, и понатаму гледаме всушност какви се самите вредности. Но доколку уште еднаш кликнеме, тоа ќе се појави од најголемо кон најмалку и гледаме дека Шпанија се истакнува како земја со најдолга мрежа на автопати. После неа и Германија, Франција и така натаму. Ние имаме самите представувања многу детално. Во делот на линија, односно лайн, се возможува некој друг вид на визуализација. Конкретно во делот на временската серија,
дава можност само за представување на сите години, бидејќи доколку го селектирам, ќе се појави веднаш едно известување кое што ми кажува дека треба да бидат сите селектирани. Овојно во овој дел, за се однесува самите држави и моментално по дефолт е селектирана Германија, која што нема можност да се отселектира. И би сакале да ги представиме некои од балканските држави за да имаме вид на нив. Сега, например, ќе ја кликнеме Македонија, Албанија, видиме Србија исто така. Германија ќе ја отселектираме. И гледаме самите представувања. Гледаме дека за Србија има поратоци од 2013 до 2017 година. Но кога ќе одиме во делот, во долниот дел, не се истакнува само таа боја, но дека пак другите добиваат некои потемни нијанси. За Албанија не се обезбедени поратоци, додека пак за Македонија ја гледаме самата предност. Како е, така да ова е одличен приказ доколку се отфаќаат некои квантитативни белези. Понатаму имаме уште еден вид на прикажување, кое што повторно е во однос на самите вредности. Може да се селектираат години, ете повторно 2016 година, и гледаме како е, односно која земја има најголема вредност, потом како да самите намалување и слично. Во оние држави кои што ги селектиравме се обележани со посебни бои, односно со боите со кои што беа обележани во дрвна линија. Понатаму одиме во делот на картографското представување, кое што е доста солидно и соодветно во однос на претходните. Освен тоа што се гледа самата карта и самата легенда, има можност за печатање на самата карта, за симнување на истата и за секоја држава, конкретно за Португалија во овој случај, гледаме кои се незините вредности и каде се наоѓа во однос на останатите земји. Тоа кога гледаме во овој дел. Така да тоа се овозможува скоро за секоја земја и гледаме за кои земји нема поратоци. Тоа се земјите кои што се обележани со сиви, односно со сива боја. Тоа стои во самата легенда. Исто како и претходните, се овозможува гледање и во однос на годините. И повторно ќе напоменам дека ова се однесува конкретно само за еден индикатор, дека пак истиот принцип може да се употреби за било кој. Одиме на последната страна која што ќе опфатиме и веќе стигнавме на делот за националните поратоци, односно Државен завод за статистика, кој што се истакнува како единствена статистичка институција во Македонија, која што обезбедува доста детални поратоци. Овоја незината функција е за собирање, за обработка и за дисеминација на статистички поратоци. И има доста детални табели во доменот на енергијата, индустријата, трговијата, туризам, население и така натаму. Обводно покрај самите бази на поратоци, односно Макстат, се овозможуваат и некои годишници, некои месечни извештаи, пописи, и не само на население, туку попис на земјоделие, на устилски капацитети и така натаму. Остите се бескрајни. Еве е самата страна на Државен завод за статистика и гледаме тука во веднаш се појавува дел статистика. Доколку би го селектирале овој дел, гледаме зашто се нудат поратоци. И конкретно ќе го опфатиме делот за туризам и за угостителство. Воено кога ќе се појави самата страна, ги гледаме клучните показатели, гледаме самите и во долниот дел има некои поими и објаснувања, што е одлично за да имаме некои официјални дефиниции за нив. Воено десно од самиот текст, односно десно од самата страна, се појавуваат оние публикации кои што се однесуваат конкретно во тој домен, односно гледаме што се овозможува. И веднаш по нив стои делот на Макстат база, кој онва не носи и во самата база на поратоци и ни го отствара токму тој дел. И ги гледаме самите можности кои што се конкретно за оваа тема и одиме, например, во делот на
на туристи и ноќавање, и ако сметам дека оваа страна ви е позната и веќе сте запознаени со нејзината содржина, би било соодветно да повторно да се потсетиме. Ги гледаме кои се самите обемни табели за кои што можат да се истражуваат и има одлични можности оваа страна. Ете ќе селектираме едно број на ноќавања и на домашни инострански туристи од земјата во припадност. Ете конкретно ќе ги опфатиме летните месеци, односно кога се 6, 7 и 8 месец, за да видиме каква била приливот на странски туристи во некои општини во Македонија. Овие двете табели ќе ги селектираме, те ќе го одбериме покрај тука како еден од најпознатите туристички цели во државата. Одиме во делот на продолжи, како што се кажува самата табела, што гледаме бројот на туристи, бројот на наноќавања. Со овие потоци се внесува за 2021 година за 6, 7 и 8 месец. Овие табели имаат различни начини на прикажување, можат да се симнуваат, исто така и да се смени нешто во самата табела. Ова се заокружува самото објаснување на самите страни и повторно ќе напоменам дека ова е една доста сложена и обемна област, која што може многу што да се кажува за неја, но ова во едно кусо излагање, иако не беше колку кусо, се обидов да ги нагласам сите оние кои што се битни. Воедно ќе напоменам уште некои страни кои што исто така нудат такви содржини и повторно ќе напоменам дека многу е битно кога се истражува некоја страна да се има увид на тоа каде се добиени самите паратоци. Конкретно за паратоци кои што се носуваат на светско ниво, односно кои што нудат паратоци за секоја држава, се овие кои што се тука наведени, еден од многуте. Тие се Коперникус, тука не е наведен и Global Human Settlement Layer, исто така има Population Data, UNIDO и така натаму. Додека пак паратоци за Македонија се добиваат од некои официјални институции, од Министерство за економија, за образование, за здравство и така натаму. Секогаш ми голема чест да се настапува на еден ваков настан, посебно на Народен ден на самото друштво, и би сакала во моето име и во името на професорката Билјана Апостоловска-Ташевска да ви се заблагодарам за вашето внимание.